Кратки најави за денешниот дневник. Во туристичките центри во земјава, Агенцијата за храна и ветеринарство пронајде половина тон небезбедна храна. Охридските основни училишта ги објавија уписите за првачиња. Со 7 лекари специјализанти, Охридската болница го решава проблемот со недостиг на кадар. Уникатното Охридско кајче представено на Меѓународниот сајм за наутика во Белград. Македонските теквондисти учествуваат на Европското првенство во Естонија. Ова беа само најавите за она што ќе огледате во дневникот на ТВМ, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 18 степени Целзиусови. Во вторник над Северно море ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува стабилно време со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Во крајните источни и североисточни предели се очекува постудено време, а во областа на Алпите и на северот од Апенинскиот полуостров нестабилно време со врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност, со дневни температури кои што ќе бидат во пораст. Максималните дневни температури се очекува да се движат во интервал од 18 до 26 степени. Во Македонија во вторник по свежо утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 9 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност со дневни температури кои што ќе бидат во благ пораст. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 15 до 25 степени. Во Охрид во вторник по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува умерен североисточен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 19 степени. Во Охрид во среда по студеното утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево и топло време со температура до 21 степен. Во четврток и петок претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 8, односно 10 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21, односно до 22 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Вонредни инспекцијски контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство во туристичките центри во земјава. Пронајдени половина тон небезбедна храна. Пред стартот на сезоната, Агенцијата за храна врши вонредни инспекцијски контроли во туристичките центри. Во Охрид и Струга пронајдени и уништени се речиса половина тон небезбедна храна, или точно 485 килограми месо и месни подготовки. Контролирани се месарници, работилници, угостителски објекти и маркети. Затворени се 5 времени објекти кои не исполнувале основни услови за работа. Граѓаните велат потребни се зачестени контроли на трговците, угостителите и производителите на храна. Никој не знае што е, секако предпоставка дека тоа што се декларира дека е исправно, меѓутоа не треба да се оди на формални одел. Значи превентивно не значи дека треба да биде санкција. Прво треба да докажување дека тоа што се прави не е добро за сите. Значи тоа предизвикува непотребни трошоци, последици, лекување. Па треба нормално, треба, секоја инспекција треба да работи. И не само за храна, за се инспекцијата треба да работи, бидејќи очигледно дека ние не сме совесни. Овде нормално кога се гости никој не гледат. Јас не сум од овде, мислам од Охрид сум, ама живам во Германија. Кога споредам каква е нивната, каква е нашата, јас во хотел работам, ова е 0,000. Нема никаква контрола. Ни на месо, ни на млеб, ни на ништо. Јас лани се разболев во чаршија, ама се дуканот е затворен. Кебапчина, нова продавница, што му се го изедо 2 кебапчина и умрев од стомакот. Нема контрола. Никош немало во Охрид. Граѓаните повикуваат да се почитуваат пропишаните стандарди и норми во однос на хигиенските и санитарните услови. За се има правилници за нормативи и стандарди. Постои законска рамка која што определува кој вид на дејност за која работа и каде може да се врши. Следно тоа, службите тоа им е добро познато. Дали некој од време на време или повеќе замижува во поглед на некои такви состојби, прашање за кој што некој сами од себе да се запреша каде е со моралниот елемент према неговата обврска да си врши функцијата за која што е институционализиран, зашто народот го плаќа. Се не сме, ама се е можно. Кај нас се е можно. Нема вода, тоа не можете. Тоа не можете. Тоа не може. Треба да се внимават, ама луѓето не гледаат. Голема работа. Ке правиме и готово. Ама срамота е. Инспекторите затекнали 2 работилници кои не биле регистрирани како оператори со храна. Нив им се изречени забрани за вршење на дејност. При вонредните контроли на АХВ на брегот на Охридското езеро казнети се 10 правни лица, а донесени се 9 решенија за отстранување на утврдени недоследности. Основните училишта во Охрид ги објавија огласите за упис на првачиња во новата учебна 2025-2026 година. Во прво оделение можат да се запишат сите деца родени во 2019 година, кои до крајот на годинава ќе наполнат 6 години, како и деца родени заклучно со 31 јануари 2020 година, но по претходно барање на родител или старател и добиено позитивно мислење до училишната стручна служба. При запишувањето треба да се достават следниве документи: копија од извод од матична книга на родените, копија од лична карта од еден родител односно старател, медицинска потврда за примени задолжителни вакцини кај детето, како и потврди за извршен стоматолошки и офталмолошки преглед кај детето. Документите се доставуваат почнувајќи од петок, 2 мај, заклучно со 30 мај 2025 година, во соодветното училиште, односно дечињата да се жители на реонот кој го опфаќа училиштето.
Резултатите ќе бидат објавени на 16 јуни 2025 година. Со 7 лекари специјализанти, Охридската болница го решава проблемот со недостиг на кадар. Во текот на туристичката сезона поради зголемениот обем на работа, ќе се ангажираат и специјалисти од околните болници. Се набавува и нова опрема, а започна и етапно реновирање на одделенијата. Охридската болница се екипира пред стартот на туристичката сезона, кога има двојно повеќе работа. Се решава проблемот со недостиг на лекари. Се вработуваат 7 доктори специјализанти од Охридско-Струшкиот регион, анестезиолог, радиолог, инфектолог, педијатар и 2 гинеколози ќе придонесат за поефикасни услуги за пациентите. Претходната недела заврши конкурсот, чекаме нивно тестирање, со што за нецели 2 недели во оваа установа ќе се вработат 7 специјализанти од различен тек на едукација во однос на специјализацијата. Исто така се екипираме за текот на летната сезона и со ангажирање на доктори специјалисти од околните болници со цел да ги дочекаме туристите со полна снага. Набавена е и нова медицинска опрема на одделението за патологија и одделот за офталмологија. Со тоа ќе се намалат трошоците на пациентите за патување во други градови. Со оваа опрема, нашето одделение за патолошка анатомија влегува во полна снага, односно ќе ги сервисира препаратите како од нашата здравствена установа, така и од околните, затоа што ваков тип на лабораторија е единствена во југозападниот регион. Ќе вршиме сервисирање на материјали како од државните, така и од приватните институции во регионот. Започна и етапно реновирање на Охридската болница. Согласно годишниот план за годинава ќе се изведуваат градежни активности онаму каде што има стари прозори, врати, како и дотраен кров. Прво се реновираше интерното одделение. Охридски зелен град го представи уникатното Охридско кајче со фотоволтаични панели и електричен мотор на меѓународниот саем за наутика во Белград. Екоздруженијето Зелен град од Охрид имаше забележително учество на меѓународниот саем за наутика во Белград, Република Србија. Се представија со единствениот и уникатен експонат на саемот, традиционалното охридско кајче, на кое беа поставени фотоволтаични панели и иновативен електричен мотор. Бродскиот мотор е создаден со примена на напредната технологија на комбинирани намотки славјанка. Се карактеризира со голема моќност, што му овозможува да го движи кајчето без поголеми проблеми со користење на енергија од фотоволтаичните панели, информираат од Зелен град. На саемот за наутика беа прикажани јахти, глисери, катамарани и мотори од најголемите светски производители. Меѓу нив, нашето кајче беше единствено со поставени фотоволтаични панели, со електромотор и изработено од еколошки материјал, дрво и метал. Се планира да се направат уште неколку тестови со фотоволтаичните панели на Охридското езеро и со тоа да се иницира транзиција на водениот транспорт до еколошки извори на енергија за зачувување на чистотата на водата, флората и фауната на езерото, потенцираат од Зелен град. Македонските теквондисти учествуваат на Европското првенство во Талин, Естонија, кој започна денес, а ќе трае до 5 мај. Македонската репрезентација е составена од 10 членови, од кои 3 официјални лица и 6 надпреварувачи. Боите на нашата држава ќе ги бранат Христијана Парулеска, Давид Крстески, Божитар Димитриевик, Мија Танеска, Владимир Димитриевик и Марио Крстески, информира Маријанчо Лазаревски, председател на Македонската традиционална теквондо федерација и национален тренер. Граначалникот Кирил Пецаков ја посети нашата репрезентација во традиционално теквондо и им посака на надпреварувачите многу среќа и успех и повторно да се вратат со одлучја како и од претходните европски првенства и да не израдуваат. Нека биде ова уште едно успешно надпреварување, напиша граначалникот Пецаков во својата објава. Поскапуваат горивата од ноќеска на полноќ, соопшти регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад на Република Македонија. Малопродажните цени на бензините Евро Супер БС 95, Евро Супер БС 98, како и на Евро Дизелот се зголемуваат за 2 денари за литар.
Новата цена на бензинот Euro Super BS 95 ќе изнесува 73,5 денари. На бензинот Euro Super BS 98 ќе изнесува 75,5 денари, а на дизел горивото 66 денари за литар. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 1,5 денари, односно новата цена ќе изнесува 65,5 денари за литар. Цената на мазутот се зголемува за 0,4 денари и сега ќе изнесува 37 денари за килограм, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кој не следевте. Пријатно.